Во топ тема на ваша страна вечерва интервју со членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Владко Ѓорчев, кој е виновен за изборниот дебакал. Чувствува ли некој во партијата и собствена одговорност? Како ќе ги подкрепат обвинувањата за изборни кражби и нерегуларности, направени како што велат и од власта и полицијата? Дали во партијата воопшто се разговара за конгрес и избор можеби на нов лидер? Ова се само дел од прашањата што вечерва ќе му ги поставам. Но најпрво да се вратиме назад низ историјата, ништо се поминуваше ВМРО ДПМН и колку беа слични говорите на Никола Груевски годинава и на оној на Заев 2015. Сонја Николовски има повеќе. Локалните избори завршија. Некои од новоизбраните градоначалници беа пречекани со торта, ордевер и црвен тепих, некои со стисок на раката и насмевка. Вака или онака, повеќето досегашни градски татковци ги прифатија изборните резултати и организираа мирно примопредавање на локалната власт. Тоа не може да се рече и за централно ниво. Губитничките партии не им честитаа на победничките. Изминаа само 5 месеци како ВМРО ДПМН не е на власт, а веќе обвинуваат за изборни нерегуларности, притисоци врз администрацијата, купување гласови, злоупотреби на државни ресурси за партиски цели. Лидерот на партијата Никола Груевски изјави дека не ги признава резултатите и дека зад оваа негова одлука стои целиот извршен комитет. Заради констатирани, евидентирани и документирани изборни нерегуларности, заради бруталниот терор што се вршеше во овие 5 недели, заради нечовечките закани, бруталните притисоци, масовниот подкуп, заради кривичните дела кои ги направија во изборите и согласно одлуката на извршниот комитет, ВМРО ДПМН не ги признава овие избори. Неговите зборови звучат познато. Пред 3 години, само што се затворија гласачките места, Зоран Заев објави дека СДСМ не ги признава резултатите поради бројни криминални нерегуларности. Власта на чело со Никола Груевски најбезобразно спроведе уште едни нефер, недемократски и нецивилизирани избори. Власта на чело со Никола Груевски уште еднаш најдрско го узурпираше уставно загарантираното право на граѓаните на Република Македонија за слободно изразување на нивната волја. Повеќегодишното практикување на закани и уцени и конечната реализација на тие закани и уцени од страна на власта овозможи целосна системска контрола врз граѓаните и гласачите во текот на изборниот процес. Пратениците од СДСМ и коалициските партнери 15 месеци го бойкотираа собранието и со бомби ја објавуваа вистината за Македонија. Заев веднаш побара, а во пржино и доби техничка влада за организирање нови предвремени парламентарни избори. Груевски сега го бара истото. Бараме итно формирање техничка влада, што ќе овозможи спроведување нормални и фер председателски и парламентарни избори во земјата. Бараме прво организирање на предвремени парламентарни избори согласно пржинскиот модел. Согласно пржинскиот модел кои ќе бидат спроведени од техничка влада на исти начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. СДСМ ги отврли сите барања на ВМРО ДПМН. Во опозицијската партија остануваат молчаливи по прашањето што сега? Дали ќе се бара одговорност за изборниот пораз по 10 изборни победи кои ги потенцираа во секоја прилика? Дали срамежливите барања оставки ќе добијат гласност? Досега најгласни се барањата од реформаторите, додека старото членство на партијата стравува дека може да се повтори 2004. Тоа беше најголемата криза во постоењето на ВМРО ДПМН. Со неа се соочи младиот лидер Никола Груевски, кој на 12-тиот конгрес во мај 2003 во Охрид беше избран за председател, со јасна поддршка од основачот на партијата Љупчо Георгиевски. Не треба да не очајува тоа што во овие 7 месеци партијата беше во голема дефанзива. Тоа е нормално кога ќе се загубат избори. Таков е примерот со многу партии во многу држави. Како партија на ВМРО ДПМН му престои година на голема подготовка за престојните избори. Година на зацврстување на организираноста на партиските комитети. Година во која ние со нашите активности мораме не само да го задржиме нашето членство и симпатизери, туку да привлечеме
најголем дел од неопределените гласачи и политички неутралните граѓани. Наместо единство на кое повикуваше, се соочи со раскол. Незадоволството од неговото водство кулминираше по неуспехот на претседателските избори во 2004, кога кардиологот Сашко Кедев загуби од Бранко Црвенковски. Голем дел од членството и стотици приврзаници на Љупчо Георгиевски се собраа во скопскиот хотел Панорама. Некои од нив, велат очевидци, вооружени и нервозни, бараа да прекине седницата на Централниот комитет и Груевски да си поднесе оставка. Иако пратеничката група се раздели на два дела, а во ВМРО Народна отидоа повеќе од половината, Груевски успеа да добие втора шанса. Добро ја искористи на изборите во 2006 со силна парламентарна победа. Следуваше деценија на изборни успеси, различно скроени владини коалиции и речиси комплетна локална власт. Груевски ги врати во партиското јадро сите незадоволници и внатрешни противници, поставувајќи ги за амбасадори, министри, директори, советници, а партиите со предзнак од ВМРО ги стопи во ДПМНЕ. Му се вратија Доста Димовска, Маријан Ѓорчев, Борис Мејковски, Љупчо Балковски, Борис Стојменов, Жарко Караџовски, па дури и Љупчо Георгиевски омекна. Втората голема криза почна во 2015-та. Бомбите на СДСМ имаат цел да го засрамат Груевски и да го разоткријат начинот на кој владеел во последните неколку години. Со пржинските преговори успеа да остане релевантен политички фактор и да управува не само со партијата, па и со владата, без оглед што се повлече од премиерската функција. Ако изборите од декември 2016 покажаа избалансиран сооднос на политичките сили, што подразбира надолен тренд за ВМРО ДПМНЕ, последните локални избори даваат сосема поинаква слика и го зголемуваат бројот на незадоволните. Иако во партијата не говорат јавно за евентуално закажување конгрес за избор на нов председател, во јавноста одамна циркулираат неколку имиња за можен наследник на Груевски. Во тесниот круг влегуваат Антонио Милошовски, Христијан Мицковски, Никола Поповски, Никола Тодоров, Владко Ѓорчев. Сите блиски соработници на лидерот, како и реформираниот извршен комитет. Но од целото членство зависи дали ќе решат одговорноста како досега да се бара од сите, само не од лидерот, дали неговото место ќе се преиспитува како прва точка во процесот на постизборните анализи, или тој останува неприкосновен. Ете, се вративме малце и низ историјата, да видиме што се случуваше и во времето кога Никола Груевски стана лидер на ВМРО ДПМНЕ, кои беа неговите ветувања, со какви проблеми се соочуваше. А во студијата со мене е Владко Ѓорчев, член на извршниот комитет на партијата. Благодарам што си дел од топ тема на ваша страна вечерва. Благодарам, поздрав до вас и овие гледачи. Се надевам ќе имаме добра емисија. Па јас се надевам, многу прашања остануваат отворени, иако вие излеговте на една пресконференција предвадена и практично ги повторите сите оние зборови што ги кажуваше Никола Груевски нокта со завршувањето на изборите, кога беа објавени резултатите. И вие рековте дека Македонија ги имаше најнерегуларните и најнедемократските избори во историјата на државата во последните 27 години. Се пожаливте дека биле со подкопи, со насилство, тврдевте дека во тоа помогнала власта, односно полицијата. Само да кажам дека веднаш по таа изјава истиот ден Оливер Спасовски во исто студио кажа дека ги отфрли сите овие обвинувања. Кажа дека полицијата не е вмешана во ништо и наведе дека ако сте имале како партија докази за такво нешто и требало да пријавите до полицијата, и единствено ги цитираше оние пријави на Захариев во Штип, во кој што наведува изборни регуларности, за кој што вели дека полицијата и ги проверувала. Зошто, не ВМРО ДПМНЕ и во текот на денот и претходно не пријавуваше можеби до полицијата или до други институции што ги мониторираат изборите, сето она што вечерта во половина час го зборуваше Груевски? Апсолутно пријавено е до полицијата, но реакцијата изостава. Не само што изостана реакцијата, туку имаме бројни, десетици, стотици полициски службеници кои што директно беа вклучени во денот на изборите на страната на СДСМ со целиот апарат кој што тие го имаат. Јас никогаш 27 години наназад немам видено толку полиција на избирачки места. Тоа имаме полиција на избирачки места каде што никогаш немало било какви проблеми. Мислите тоа беше психолошки притисок на гласачите?
Или некој друг тип на контрола? Не, тоа беше психолошки притисок и врз гласачите, тоа беше психолошки притисок кој што со недели и со месеци претходно траеше врз членовите на ВМРО ДПМН и врз клучните локални организатори кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН. Значи луѓе кои што се моторот на ВМРО ДПМН во една општина, кои што ги знаат, кои што тераат кампањата, кои што одат од врата до врата, кои што ги спроведуваат изборите, тие беа микротаргетирани како луѓе со нивно заплашување, со спречување да возат возила, со нивно носење во полициски станици, изведување при истражни суди и така натаму и така натаму. Да, видовме едни снимки, ако може и режијата да ги повтори, вие ги прикажавте овие снимки на пресконференцијата и му ги покажав на министерот, велејќи дека бил граѓанин испречуван да го изрази своето гласачко право, имаше конфликт со полицијата, потоа имаше подкуп за кој тој викаше дека всушност е подкуп кој го прави лице на ВМРО ДПМН, а не на СДСМ и слично. Дали овие снимки кои што вие ги прикажавте на конференцијата се дадени на општина Одихир, како што рековте, и што ви одговори од таму? Дадени се, чекаме одговор, но МВР треба да постапи. Имаат службена должност да постапат за ова. Значи, внимавајте, ние, господја Лупевска, не зборуваме за некои индици или, не знам, сме слушнале, па дали е така, дали не е така. Ние зборуваме за видео. Видеото не е ова да му кажам на режисерот дека го сгрешил. Да, значи, ние зборуваме за видео снимка. Покажа што во Бутал, полицаец во цивил, директно пред куќа се залетува да го тепа домаќинот, човек од 60-70 години, и синот негов се залетува дома во нивниот двор. Дома им се заканува, вели, не излегувате на улица, немојте да гласате, се затрчува да ги тепа, а мора да го одвојуваат и луѓе мора да се заштитат. Домаќинот това го пријавил во полиција, не реагирала полиција. Погледнете снимката, значи има вербална расправа, не вербална расправа, има баражна закани кон тие луѓе се шашардисани и не знаат што да прават. Сега, внимавајте, ако тој полициски службеник, полицаец од МВР се однесува така во сред Скопје, и во ситуација каде што таму има 10 камери луѓе кои што го снимаат, каде што има 20 луѓе кои што се сведоци на тој настан, кои што цела Македонија го виде преку порталите и телевизиите, замислете тој и таквите полицајци што прават во темни улички, кога нема луѓе или по оддалечени наслови. Значи, ние зборуваме тука за центарот на Скопје. Дали опција Одихир ви одговорија на вашите попрашања? Чекаме одговор, но факт е дека ние имаме регресирање на политичкиот процес во Македонија. Уште неколку примери би сакал да кажам. Внимавајте, ние имаме ситуација каде што во Росоман е во Тиквешијата, во близина на Кавадарци. Беа опатени луѓе со долги цевки. Полиција, единица за брзо распоредување во униформи. А зборуваме за тесна трка во која што 100 гласови одлучуваат. Знаете што е 100 гласови во Росоман? Тоа се 10 семејства, 10 куќи. Зошто не можевме да видиме фотографии, видеа, било што од вашите активисти? Излегува фотографии од овие луѓе, од ЕБР распоредувањето. Ние имаме општини во Република Македонија каде што сега пред 3-4 дена или пред 2 недели имаше борни коли на полицијата. Ние зборуваме за борни коли во 2017 година. Кажа вашиот лидер Груевски, изборна кражба, нерегуларни избори, многу подкупи на гласачи, закани уцени од униформирани и неуниформирани лица, бугарски воз, гласачки ливчења. Јас овие зборови ги немав чуено од некои претходни избори, меѓутоа овие зборови се речиси исти оние што СДС ги кажуваше во времето кога тие губеа на изборите и ве обвинуваа вас дека го правите истото, особено злоупотреба на администрацијата, злоупотреба на полицијата и слично. И јас ќе го поставам истото прашање што му го постави и на Оливер Спасовски, дали е точно во Македонија дека тој што ја има полицијата ги има и изборите? Ќе ви кажам, ајде да зборуваме со мерливи работи. Прво, никогаш во овие 27 години во Македонија на локални избори немало помалку кандидати. Никогаш. Што е мерлива работа, можеме да ги видиме изборите 90, 96 локалните, 2000-та, 2005 година локалните, 2009, 2013 до 2017 година. Никогаш во Македонија немало помалце кандидати. Што зборува тоа? Тоа зборува дека стравот кој што во Македонија владее апсолутно неспорлив со било кој дел од македонската. Мислите дека не сакале помалите партии да кандидираат луѓе, па добро ова се должи на коалицирањето ДОИ и СДСМ, во некои општини тие не кандидираат? Не само помалите партии. Ви имате ситуација каде што секогаш на локални избори во голем број на општини имате независни кандидати. Се кандидирал локален професор, народен трибун, синдикален лидер, бизнисмен, некој помала политичка партија. Ние имаме сега мерливо
36 општини во Република Македонија, 36 на број. Кај што имаме само 20 кандидати. Добро, ама само имаше 7-8 независни во Македонски брод. Јас се оваа теза не знам колку може вака да важи дека стравот бил причина. Не збориме ние за 5, 6, 7, 8, 10 општини кај што имаме 20 кандидати. Ние зборуваме за пола Македонија, 36 општини во кои што само 20 кандидати се кандидирале. Никој не се осмелил да се кандидира во ситуација на оваа страховлада. Значи, внимавајте, ние сме имале коалиција со Дом, со Зелената партија. Не сме се договорили или ти имале поинаков светоглед, поинаки мислења, составиле листи, се кандидирале. Зошто Дом не извади листи на овие избори? Зошто Либерално-демократската партија не извади свој лист, иако размислува за тоа, тоа е работа на владината коалиција. Тие така се договориле, дури и се договорија да направат коалиција до ИСД. Зошто во Источна Македонија во 95% од општини имаше само 20 кандидати? Значи, јас сакам да кажам дека имаше активна операција на супресија на воопшто било кој да се кандидира. Зошто Андреј Жановски ја повлече кандидатурата? Андреј Жановски не само што беше заинтересиран за кандидатура. Андреј Жановски собра подписи за кандидатура. Андреј Жановски во центар, значи човек што бил лидер на политичка партија, бил пратеник, градоначалник на централната Скопска општина, собира подписи и одеднаш во рок од 24 часа, откако нели се кажа такви обвинувања во однос на него, одеднаш ретерира и вели не, јас нема да се кандидирам. Што е тоа ако не е операција за елиминирање на било каква конкуренција во... Легитимно е во политиката, коалицијата да каже дека така се договориле коалиционите партнери. Ние можеме да зборуваме на вистина дека СДСМ не кандидираше свој кандидат во Чаир, кај што можеше сигурно да победи, па местото му го стапи на Дуи. Тие велат дека е легитимно и онаа коалиција што ја направија во Струга, во Гостивар, во Тетово, каде што прашање дали Дуи воопшто можеше да победи без гласовите на СДСМ. Тоа е уште една... И ние колку и да зборуваме, тие ќе речат дека да, легитимно е се договориле така во коалицијата. Тоа е избор на СДСМ, мислам дека СДСМ не постапи исправно со тоа што, например, во едно Кичево, каде што има 20 на 25.000 македонско гласачко тело, не кандидираше никога. Значи, СДСМ никого не кандидира во Кичево, СДСМ не кандидира никого во Тетово, збориме за градоначалник или во Гостивар, но кандидира во Рачиново. Што зборува за СДСМ и за нивниот пристап кон луѓето, гласачите, така натаму. Но она што сакам да ви го кажам мерливо е следново. Тоа е дека никогаш во Македонија немало помалку кандидати на локални избори. Тоа зборува за атмосфера на страв на луѓе кои што до вчера редовно се кандидирале на сите избори, одеднаш велат не, може да имаат последици. Значи, мислам дека тоа многу лоша порака за демократијата во Македонија после 27 години демократија, ние да имаме ситуација во 36 општини. И тоа големи, некои од тие општини, меѓу најголемите општини во Македонија, да имаме од 20 кандидати. Само ВМРО и СДСМ, дури и листи, не само кандидати за градоначалници. Ова е ваша политичка перцепција, меѓутоа... Не, тоа е констатирање, тоа е факт. Во однос на самите избори, вечерта ги видовте, нели, после вториот круг резултатите, 5 општини ВМРО ДПМН има и ваков пораз на вистина досега не се случило на оваа партија. Од друга страна, и покрај сите овие забелешки, ние половина час слушавме што се забелешки има лидерот да каже, вие не ги повлековте градоначалниците и сега мене ми е искрено нејасно, а и веројатно и политичките лајци ќе им биде нејасно, како се легални и легитимни изборите во општините каде што ВМРО ДПМН ги доби градоначалниците, а на сите други места се нелегитимни. Зошто не ги повлековте и овие? Па многу едноставно, затоа што сите градоначалници на ВМРО ДПМН, секој советник на ВМРО ДПМН, секој глас на ВМРО ДПМН е заслужен, изборен и едноставно легитимен. Ако некој треба да поднесе оставки, ако некој има нелегитимен резултат, тоа се градоначалниците и советниците од СДСМ. Затоа што тие беа тие кои што наметнаа страв, тие беа тие кои што купуваа гласови, тие беа тие кои што им забрануваа на цели семејства, во огромен број на општини, да не излезат на гласање. Значи, внимавајте, која е таа порака, каде што шеф на подрачна единица во одредено министерство, тоа се дел од нив и мали места, се знаат луѓето. Оди кај некој вели, знаеме дека сте за ВМРО, немојте во недела да излезете да гласате или во понеделник не доаѓај на работа. Нема да гласаш ти, нема да гласа мајка ти, татко ти, нема да гласа брат ти и жена му, немој од вашава куќа ниеден човек да излезе на гласање, во понеделник не доаѓај на работа. Ѓорчев, ова значи, зборуваме за масовна
операција и масовна Ние појава. зборуваме за денови пред избори. Да, за денови пред избори. Ако вие овие работи ги знаевте и во првиот изборен круг, ги знаевте и пред да почнат изборите, вие се пожаливте, дојде амбасадорите во партијата, им кажете дека ваши градоначалници се со кривични пријави само затоа што немаат платен налог и други такви примери. И ние кога предпоставувавме дека можеби ВМРО ДПМН нема да оди на избори затоа што смета дека оваа кампања и се што се случува пред изборите нема атмосфера за фер избори, вие сепак не демантиравте дека како Телма викавте не е точно и покрај ова ние одиме на избори. Зошто тогаш не се повлековте? Затоа што бевте свесни за неправилностите, условно речено. Но никој не беше смесен за размерите на неправилностите кои што ги видовме. Господја Лупевска, внимавајте, ние имаме ситуација во Македонија прв пат во 27 години да е убиен носител на советничка листа. Убиен. Тоа се екзекутиран. Се воспостави дека екзекутиран, убиен. Не е расправијата политичка причина. Но е убиен. Мртов. Второ, за прв пат имаме актуелен градоначалник во кампања на лепење на плакати. Претепан со скршен череп. Последица прекршочна пријава и толку. Значи, внимавајте, ние никогаш во Македонија не сме имале ситуација актуелен градоначалник на лепење на плакати 10 дена пред избори да биде претепан и после тоа да продолжат изборите. За жал, ја се сеќавам и на избори во 98 во Охрид со пукање, да не се навраќаме на такви брутални инциденти имало. Но немаме ситуација како што имале сега. Значи, внимавајте, тоа вие како да имате во некој спорт двајца играчи на пинг-понг, соперници или не знам, двајца играат бадминтон или двајца играат шах, едниот станува, го претепува, го крши черепот на другиот, мечот продолжува, едниот оди во болница, другиот останува на терен, ајде да го прогласиме победник. Добро, рековте пред изборите, јасно ви беше, не ги знаевте размерите. Што по првиот круг? И сега некој за овие работи ја вели скандинавски избори. Па каде ние во Данска, во Шведска имаме ситуација каде што на кандидат за градоначалник, актуелен градоначалник, му е скршен черепот, а тоа поминува со прекршочна пријава. Ѓорчев, ако така беше пред првиот, после првиот видовте што се случува, зошто и тогаш не рековте како Заев што кажа еднаш по изборите во 19 часот дека не ги признава резултатите и се повлекуваат претениците во 2015. Зошто вие тоа не го направивте? Затоа што сакавме да излеземе пред граѓаните на Република Македонија и да кажеме ние се бориме, ние се залагаме, сакаме да излеземе и дајте поддршката. Но оваа масовна операција која што се случуваше во Република Македонија е навистина фрапантна. Значи, внимавајте, ние имаме ситуација каде што во општина Чешиново облешава. Во Чешиново, ден пред избори, 10 активисти на ВМРО ДПМН се однесени, се задржани со полиција, со се. Јас одев во село Жигјанци. Тоа е едно мало село во општина Чешиново облешава. Жигјанци, таму ВМРО има 100 гласа, СДС има 60 гласа. Полициска станица пред Жигјанци. Невидено 27 години никогаш немало таква ситуација. Еве вие сте во Газибаба. Така вие мислам во Газибаба. Дали вие господја Лупевска паметите било кога 27 години во Газибаба да имало повеќе униформирана полиција? Да, вие ги користите моите зборови кај министерот што ги кажав и факт е дека имаш униформирана полиција. Не. Немало никогаш повеќе. Меѓутоа ме интересира уште нешто. Ако Значи тој и вие го констатиравте. Јас го констатирав и го прашав министерот, тој кажа дека биле безбедносни проценки, дека таму ќе се случуваат инциденти, затоа е која е таа безбедносна проценка да се пратат во Росуман долги цевки? Која е таа безбедносна проценка да се праќаат на избирачки места борни коли? И внимавајте во ситуација каде што е тесна трката. Ајде да не заглавиме само на поединечни инциденти. Добро. Дури извинете, може ли само уште една работа да прочитам од извештаот на ОПСЕ? Значи, ова е важен дел. Значи, внимавајте. Во извештајот на ОПСЕ, тоа е страна 5, што се вели, цитирам. Вели, значи, точка 15, резултатите на национално ниво во првиот круг, цитат, покажаа несовпаѓање од 922, значи 922 ливчиња, меѓу бројот на предадени гласачки ливчиња и гласачи што гласале на изборите за градоначалник, како и разлика од 310 на изборите за општински совети. Многу важна работа. Значи, ние имаме 922 спорни ливчиња кои што се предадени, а луѓе не се потпишани, не се појавиле слично. Ова ви е индиција за бугарскиот. Значи, ние тука зборуваме за 922 избирачки места. Во Македонија има нешто повеќе од 3000,
важна искот е битен. Значи, Крајниот искот е дека кажам. опцијот ќе рекоа дека тоа афера. Не, но читете го внимателно, тоа е преамбулата, но во самиот извештај, ја го цитирам извештајот. Меѓутоа без забелешки. Има и забелешки, има многу забелешки. Не може да ги оспори изборните резултати, во таа смисла нема забелешки. Ние зборуваме за 922 избирачки места. Знаете што е 922 избирачки места? Од нешто над 3000. 30%, една третина, секое трето избирачко место во Македонија е проблематично. Ако Штип има 50 избирачки места, 15 се проблематични. Сепак изборите ако никој Кочан не има 40 избирачки места. Ова е крајниот факт и резултат. Ама, значи, ние можеме сега да се враќаме назад колку сакате, меѓутоа факт е дека ниту ОПСЕ, ниту ОДИХИР не ги американската амбасада честиташе и да имавме пред година дена. Да имавме пред година дена ваква ситуација. Осекам да ви кажам. Да имавме пред година дена ваква ситуација. Ке имавме повторување на 900 избирачки места. Државната изборна комисија, и вие и јас бевме сведоци, цела Македонија беше, сите бевме сведоци, како недела дена Државна изборна комисија се дебатираше дали господјата од Гостиварско се потпишала или не. Дали графолошката анализа е исправна или не. Кога се кинел Кочанот во Теарце, дали кога се скинал Кочанот, дали бил фатен Кочанот или само ливчето. Да одиме со конкретни бројки, ве молам. Можете уште многу примери да наведете. Многу важно. На пресконференција Груевски кажа, јас сакам сега екзактни бројки да ви предочам. Да ви кажам една екзактна бројка. Пред година дена, за тие две избирачки места, пренос во живо, недела дена цела Македонија гледаше. Екзактна бројка. Вие изгубивте речиси 100.000 гласови на овој избор. Сега, само да... Вие имавте во 2017 420.000 гласови. Меѓутоа имавте 454.577 до глас ми се чини дека точно ги броевме. СДСМ 436.981. Сега имате, јас се потрудивме на советнички листи да ги добиеме вкупниот збир на гласови. 420.000 СДСМ, 355.000 ВМРО. Тоа е некаде 99.577 гласови разлика од 2017 до сега. И па 99.577 мислите дека сите се тие украдени? Ништо по ваша вина вие како партија не сте изгубиле? Сите буквално ви ги украле? Да довршам за Државната изборна комисија. Еве молам да тече интервјуто по прашање и одговор. Ние може да се враќаме назад и 10 години назад, меѓутоа зборуваме за сега. За 10 месеци, може? Не, еве добро, конкретно ви кажувам за екзактна бројка на губење на гласови. Дали вие сметате дека овие гласови се изгубени заради сето ова што претходно го кажавте вие и Груевски вечерта што го набра? Државната изборна комисија поништуваш избирачки места со графолошка анализа, со недела дена дискусија. Државната изборна комисија поништуваш избори, затоа што ливчето од Кочанот било скинато малце на лево, малце на десно. Добро, во ред. Државната изборна комисија не усвои ниту еден приговор на ВМРО ДПМН, а имавме десетици, и оваа државна изборна комисија аминуваше ситуација во која што Вие сте многу добро истрениран за говор и за јавен говор и за јавен настав. Ве познавам долги години. Ве ценам како соговорник, ве молам да одговорите на моите прашања. Ќе одговорам апсолутно, да довршам мислата. Државната изборна комисија легитимираше избори, каде што Ливче од Кавадарци се појавува од Карпош, Ливче од Карпош се појавува од аеродром, Ливче од аеродром се појавува во Штип. Значи, ние имавме Лупевска скандалозни избори како никогаш до сега. Е сега, факт е дека да, од различни причини, некои луѓе се разочарале од некои кадровски решенија. Некои луѓе биле незадоволни заради оваа политика или онаа политика. Некои луѓе решиле да останат дома. Но некои луѓе, многу и тоа, биле заплашени, им било кажано не излегува во недела на гласање, затоа што во понеделник не треба да доаѓаш на работа. Добро, ВМРО ДПМН нема никаква одговорност за губењето на гласовите? Одговорноста најголема е што ние после 27 години имаме најскандалозни избори, ние имаме избори кои што регресираат, ние имаме избори на кои што имаме убиен кандидат, претепан со скршен череп кандидат. Јас мислам дека сте човек кој што е и самокритичен понекогаш. Имаме избори кои што во 36 општини имаме страховлада во која што луѓе не се осмелиле да се кандидираат. Дали овие 100.000 гласови, јас ке ве прашам уште еднаш. Само да ви кажам, значи вака, не, помалку се. Ние имаме ситуација каде што Гром имаше своја советничка листа во посебна, во општина Карпош, има
посебно во Кавадарци, понатаму Турската демократска партија, која што е наш коалиционен партнер, настапи за Ајде, свој... добро, тоа да се уште 20.000 гласови. Разликата е околу 70.000 гласови. Ете, и 70.000, да. Разликата е околу 70.000 гласови. Сите тие ги изгубивте заради ова, немате никаква вина вие како партија. Јас да ве потсетам еве за некои работи за кои што ние ви забележувавме. Например, не дојдовте ниту еднаш на ниту една дебата. Дојде само кандидатот за градоначалник на Битола. Еве, ние како телевизија ве повикувавме за време на изборната кампања. Имаше ВМРО, ДПМН, значи, за цело време имаше некој однос и кон медиумите и генерално се однесуваше како да е се уште на власт, а не опозиција. Пошто кога сте опозиција, соработувате со медиуми, еве, дојдовте сега во студиото, давате интервјуа, ги кажувате вашите проблеми и слично. А потоа се жалите дека медиумите на медиумски мрак, на тоа што се жалеше и СДСМ свое време. Како се жалите на такво нешто, а вие сами не сакавте да учествувате во кампањата и да ги кажете вашите приоритети? Вашите кандидати не учествува. Еве само еден пример ви кажувам. Извештајот на ОПСЕ, знаете што вели, мислам дека беше 10-та страна, не сум точно сигурен. Извештајот на ОПСЕ вели дека во вестите на приватните телевизии 48% од времето е дадено на СДСМ, 27% на ВМРО ДПМН. А од минатите избори со согласови ние имаме повеќе гласови. Зашто вие не доаѓавте сами на дебати, не учествувавте? Без дојдете, збориме за информативни програми. Соодносот е 48-27 без влада. Значи посебно нели во секоја од овие приватни телевизии има нели владина хроника каде што министерот тој и тој се сретна и министерот истакна нагласи додаде, нели иде вообичаениот извештај, а соодносот само за партии е 48 за СДСМ, 27, значи тоа е сооднос скоро речиси од 2:1. Да ве потсетам на уште еден извештај, јас од ОПСЕ од башка се пренесувањата на владените министри на премиерот. И па јас да ве потсетам на извештаите на ОПСЕ на ОДИХИР во 2014-2015 година, кога нотираа во извештајот дека не е одвоена државата од партијата и обратно време на ваше владење, имаше обвинување за злоупотреба на администрацијата за избори, дека мора да донесат гласачи да направат изборно селфи и слично. Значи ако почнеме да ги нотираме сите забелешки на извештаите, верувате нема да бидете во предност. Затоа што во сите извештаи ОПСЕ и ОДИХИР имаше многу забелешки додека вие бевте на власт и спроведувавте избори. Тоа беше причината поради која што ние имавме техничка влада, тоа беше причината затоа што сите партиципираа, СДСМ доби контрола како опозиција врз поголем број на институции и ние во 2016 година спроведувавме избори кои што не се оспорени од никого. 10 месеци после тоа, ние имаме ситуација каде што никој во државата, освен СДСМ и ДУИ, не ги признава изборите. И како кога сме кај медиумите, само да ве подсетам, дека на 129 милиони динари или 2 милиони народни пари евра дадеше владата за медиуми во време на изборните кампањи, кога бевте на власт. Втора работа. Значи, ние имаме ситуација каде што внатре во Македонија изборите не ги признава ВМРО ДПМН и целата коалиција, изборите не ги признава БЕСА, изборите не ги признава владин учесник Алијанса за албанците. Тука во оваа телевизија министрот во владата на Зоран Заев вели, јас не му верувам на Зоран Заев, не верувам на владата. Луѓе, партиципиент во владата не ги признаваат резултатите. И не само што не ги признаваат резултатите, тој го обвинуваат и за бројни злоупотреби. Значи, освен СДСМ и ДУИ, никој не ги признава резултатите. Пред 10 месеци имавме друга ситуација. Господи Лупевска, ние имаме ситуација каде што во овие 10 месеци, избирачкиот список е зголемен за 33.000 луѓе. Колку што сеќавам, тие беа тие 33.000 симнатите кои беа спорни, беа проверувани па вратени. Овие што се враќаат и селените, па сега дојде живот во Македонија, па се враќаат. 33.000 не е малку. Значи, ние имаме раст на избирачкиот список во 10 години на ВМРО ДПМН 80.000. Избирачкиот список расте 8.000 годишно. И тоа е многу проблематично. Мора да пуштам реклами, меѓутоа само да ви кажам. Вие се однесувате кога сте биле на друго место и во друга држава до сега и сега дојдовте и одеднаш ги апсолвиравте работите. Кога бевте на власт, ништо од ова не ви пречеше. Сега ви кажам, минатава година ние цела година два пати одложивме избори, и на 24 април и на 5 јуни се одложија избори затоа што избирачкиот список е проблематичен и така натаму, кој што растал 8.000 годишно. Сега, живот, демократија, нели, дебата и така натаму, избирачкиот список порасна за 33.000 луѓе и никому ништо. Ајде пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто. Јас се надам ќе ми одговарате на прашањата.
Во студиото на интервју е Владко Ѓорчев, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Ѓорчев, пак ќе ве вратам на математиката и губењето на гласови. И ќе се подсетиме на една изјава што Заев ја имаше во 2015 година. Тој изјави дека имало многу нерегуларности и на изборите во 2011 година, призна дека имало кај нив грешки и очекувала разлика, вели тој, од 20 до 30.000 гласови во корист на ВМРО ДПМН, а не во тогашно време да биде 370.000 за СДСМ, а 440.000 за вас. Ова го повторувам затоа што бројките се тука некаде. Дури и тој вели дека и да имало крадење, ќе имало 30.000 гласови. Остатокот е и по нивна вина. Вие не мислите дека е така? Значи, вака тезава само да ја проверам, Македонија... само да ја проверам тезава. Значи, тезава е дека од овие 70.000 гласови, дека 30.000 можеби ни се украдени, но дека 40.000 е фактичката разлика измеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Тоа е вашава теза. Зборувам така? дека вие викате дека ни еден глас не сте изгубиле по ваша вина. Дури и вака да ја свртиме тезата како што велите вие. Пак сте изгубиле гласови. Значи, апсолутно, јас го кажав тоа и преска. Ние апсолутно треба и може да се констатира дека можеби не сите решенија кадровски биле адекватни, можеби некои пораки во кампањата треба да бидат поинакви пред првиот круг и така натаму, можеби пиар пристапот требало да биде поразличен и можеме да дискутираме за тоа. Значи, апсолутно тоа стои, таа анализа треба да се направи, но од она што вие го изнесовте, разирајќи го Заев, ако добро ја сватив, дека можно е 30 од 40.000 гласови да се украдени, така? Можно е. Тоа ви е тезата, така? Тезата на Заев била таа. Во ред. Значи, знаете ли во ситуација каде што разликава е 70.000 гласа на државно ниво? Добро, според мене 99.577. Не, ама тоа ако ги доаѓате коалиционите партнери кои што имаат самостоен настап, вашата математика е поинака. Да, значи не е само туку ние имаме во Центар Жупа Турската партија настапи самостојно, Турската партија настапи самостојно во други десетина општини, Гостивар, Врапчиште, во Источна Македонија на неколку места, ромските партии настапија самостојно кои што се со нас во Шуто, Ризари, Стефча, Кимовски и Гром настапија. Вашата теза е дека ако изгубите 40-50.000 гласови, ќе освоите повеќе општини. Разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е околу, односно коалициите, околу 70.000 гласови. Ако, согласно вашата теза, 30-40.000 гласа биле украдени, знаете ли во тесна трка од 70.000 гласови на државно ниво, колку општини се тоа? Па ние зборуваме дека најмалку 20 општини ќе има дополнителни градоначалници од ВМРО ДПМН. Значи јас најдиректно ќе кажам, нас победата во Штип ни е украдена. Нас победата во Виница ни е украдена. Нас победата во Македонска Каменица ни е украдена. Нас победата во Чешиново Блешево исто така ни е украдена. Нас победата во Могила и во Новаци ни е украдена. И еден куп други места. Како е можно ВМРО ДПМН да имала од 440.000 гласови, сега да има 355.000 гласови? Еве сега ќе ви кажам како. Во Могила и Новаци, така, еден куп луѓе од Могила и Новаци работат во РЕК Битола. Еден од челните луѓе во РЕК Битола е директно вклучен во изборите. Челниот човек, еден од челните луѓе, главните луѓе во РЕК Битола, до сите ВМРО-вски семејства во Могила и Новаци вели не излегувате или понеделник не доаѓате на работа. Ама Ѓорче, вие... И знаете што? Тоа е страшна порака. Да се каже во кисела вода, во општина Кисела вода, само во Драчево, дека 1100 работни места на луѓето, само во Драчево, 1100 луѓе може да загубат работа, тоа е страшна порака. Во ваше време, јас пак ќе се вратам на извештаите на ОПСЕ и ОДИХИР. 1100 вработени во Драчево, помножето се семејства, тоа се 4-5.000 гласа. Не живеевте во Скандинавија до 2017, живеевте во Македонија. Истражувачките новинари открија како всушност се правени притисоци на администрацијата. Каде се сега истражувачките новинари? Претерано да прават, ама сега јас ве прашувам за ваше време, пак вие како да сте биле, не знам, светци во тоа време. Имаше бројни примери на притисок на администрација. Имаше бројни примери каде што човекот мора да се слика за да се види дека гласал за него. Имаше примери каде што мора да донесе уште 10 гласачи во корист на ВМРО ДПМН за да се го задржи работното место. Значи имаше многу примери, имаше сериозен извештај на ОПСЕ и на ОДИХИР дека не е одделена партијата и државата. Значи вие не понесувате никаква критика, никаква одговорност и како вие во ВМРО ДПМН кога сте биле на власт да сте биле најперфектни во организирањето на избори. Се ова што зборувам за некоја друга партија го зборувам, не е за вас.
Господи Лупевска, значи, ја не велам дека ние сме биле безгрешни и така. Не, напротив, имало и грешки, и пропусти, и така, значи, има многу работи кои што може да се преговорат. Имаше бомби во кои се слушаше како се вршат притисоци на сопственици на дуќани и слично. Воред, ајде, зошто СДСМ не се согласува на специјално јавно обвинителство за изборните нерегуларности 2017-2016? Па да ве потсетам дека се гасеа струи во згради за лифтовите да не работат. Господјо Луковска, вака само колку повеќе негирате, толку повеќе ме потсетувате на примери. Зошто не се согласат на специјално јавно обвинителство за сите овие наводи кои што ги имаме 2016-2017 за овие нерегуларности. Значи, во ред, ВМРО ДПМН беше напаѓање, сатанизирање и така натаму. Но тоа е ланскиот снег. Ајде да зборуваме ние за последниве 3 дена, ајде да зборуваме за човекот од Бутел, кој што дома ќе го тепа, кој што дома ќе го претепа и неговиот син, човек од 70 години. Ајде тие истражувачки новинари да појдат кај оној човек од 70 години, неговата баба во Демиркапија, каде што луѓе им репетираат пиштоли пред врата и им велат во Демиркапија немојте да гласате. Луѓе ги кажуваат, ги идентификуваат. Зошто? Зошто вие на Груевски, Луковска? Чекайте, Ѓорчев, мислам, морам јас да ве прашам нешто, не можам вие само да кажувате се што сакате. Значи во време кога Заев и СДСМ ги губеше изборите, ги бараше истите работи што ги барате вие сега. Беа потребни 5-6 и повеќе години за да се создаде СЈО, за да се почнат истраги, за да се направи техничка влада. И вие се велите за 2 дена тие нас не ни одговараат на барањето за СЈО. Па колку години поминаа кога после сите избори опозицијата имаше едно чудо вакви барања, па на ВМРО ДПМН не му беше гајле за тие барања. Се додека не се објавија бомбите, се додека во посредство на меѓународната заедница не се направи Пражинскиот договор, па стигна работата таму кај што стигна и се организираа нови избори. Може да одговорам еднакво долго колку што долго поставувавте прашањето. Јас мислам дека повеќе од 30 секунди не прашував. Вака. Значи, тие барања се да се беа акомодирани и исполнети. Тоа ја доведе Македонија до избори во кои што сите ги признаа резултатите и кои што беа едноставно избори кои што беа спроведени без оспорувања и така натаму. Тоа беа изборите на 11 декември 2016 година. Имаме сега ситуација каде што од 5 главни партии во државата 3 не ги признаваат и никому ништо. Треба да имаме апсолутно изборен процес во кој што ќе се врати довербата, а не да имаме ваква лакардија каде што на камера полицаец, внимавајте, оди дома, тоа е скандал. Значи полицаец оди дома кај семејство и вика седете дома, ќе ве тепам. Значи ли тоа нови избори парламентарни? Мене не ми е јасна една ваша теза. Која е реакцијата? Има ли реакција, кажете ми? Нема реакција. Има ли реакција? За една поплака, имаме десетици поплаки кои што се направени, за ништо нема реакција. Добре, јас сваќам дека ни цела емисија ќе ги повторувате примерите, ама ви одговарајте ми прво на прашањата, па потоа кажувајте ги примерите повторно. Јас сакам да ве прашам, ако биле овие избори нерегуларни, зошто бара Груевски предвремени парламентарни избори? Ако не верувате на оваа влада, што реализирала избори, зошто се нови парламентарни избори? Затоа што не бегаме од соочување со граѓаните, треба да излеземе да го провериме легитимитетот, нека ги дадат условите кои што ние ги дадовме СДСМ на минатите избори, ќе излеземе и ќе ги поразиме. Значи, ако ги исполни Заев 7-те барања на Груевски, тогаш одите на предвремени избори. Апсолутно, да. Тоа се условите, да ги добиеме истите услови кои што ги имаше СДСМ минатата година, одиме на избори и победуваме. Зошто? Затоа што не ги зголемија пензиите, затоа што ни една фабрика во Македонија не се отвара. Ние имаме ситуација каде што пред недела дена, 3 дена пред вториот круг, велат зборот е збор, го спасивме Фени. Денес Фениот иде во бестрага. Абер нема 1000 луѓе ќе изгубат, нели Кочо Њушев ќе го спасеше Фени. Што се случи у Фени? Стечај. Кој е стечајен управник? Стечајен управник е најголемиот донатор во кампањата на СДСМ од минатата година. Да ве прашам. Значи, ајде да видиме на 1 јануари. Пардон, на 1 март ветија отворење Југохром и Јегуновце. Велат 800 луѓе на 1 март во Јегуновце ќе тргнат на работа. Да видиме дали ќе го отворат Југохром. Ѓорчев, меѓутоа еве вие велите под тие услови ние ќе одиме на изборите. Факт е дека на ВМРО ДПМН како да не му остане ниту една партија за коалицирање, барем јавно. Бројките кажуваат дека имаме 20 партии во коалиција. На локално ниво, не зборувам за партија на албанците. 20 партии. Зборувам за партија на албанците. Добро. Барем на локално ниво и на овие избори кај што секој со секого пазар правеше,
јавно коалиција со ВМРО ДПМН никој не обзнан, иако бројките покажува и ние одевме во понеделникот и по избирачки места да видиме дали има македонци што гласале за Касами, дали има македонци што гласале за Сила и слично, и има такви луѓе од X причини што гласале. Па дури и да ви ги исполнат барањата и да одите на парламентарни избори, како би направиле влада кога ниту една партија, почнувајќи од ДУИ со која што преговаравте за во влада, не коалицира со вас? Прво, ВМРО ДПМН е долго време, долги години беше сатанизирана во делот на албанската јавност и ние тука требаше подобро да ги објасниме некои работи, требаше побаво да ги представиме нашите политики. Ние ве сатанизираме медиумите или пак сами се сатанизиравте со вашата риторика за парламентарните избори? Ако може 30 секунди да го отворам прашањето. Пошто нели вие 30 секунди не ми е јасно кој како се сатанизира. Мислата и реченицата. Значи, ова сакам да го кажам. Оние кои што меѓу првите или први ќе се разочараат од оваа влада на СДСМ се токму албанците. Зошто? Затоа што нема да им се исполнат барањата во делот на инфраструктура, затоа што во голем број на општини, за жал, вака како што се поставија работите, средините во кои што живеат албанци добија лоши градоначалници. Имаме Тетово кое што нема решено водоснабдување, таму има 2 реки, има огромна планина, Шар планина. Тетово нема решено проблем со водоснабдување. Депонија, сите ја знаеме ситуацијата. Струга депонијата, не само што не е решена, канцероген воздух има еден куп. Општина Газибаба не доби градоначалник кој што ќе решава вакви работи. Не дај Боже да се случи некоја поплава, ќе видиме кој ќе биде фијаското на реакција или во Бутел, или во Газибаба, или во општина Јагуновци. Значи, имавме добар дел на компетентни, квалитетни градоначалници, кои што, за жал, не беа гласани во дел од албанскиот електорат. Имавме ситуација каде што доста албанци гласаа за кандидатите на ВМРО ДПМН и тоа е добро и е за поздравување. Значи, ние апсолутно во периодот кој што следува ќе артикулираме нашата политичка порака и нашата политичка понуда кон албанците, затоа што ние како влада, како гарнитура до сега отворивме 170.000 нови работни места. Значи, владата на ВМРО ДПМН, на Никола Груевски, отвори работни места, фабрики во Кичево. Нека отвори СДСМ едно погонче. Ние тоа не го зборувавте во претходната кампања, ние отворивме фабрика во Струга. Ние отворивме фабрика во Струга. Да видиме СДСМ да отвори фабрика во Дебар. Ние отворивме фабрика во зона Скопје, во близина на Газибаба, Рачиново и Илинден. СДСМ една фабрика нека отвори. За жал, ние не сме веќе во ситуација каде што во Македонија се отвараат нови фабрики. Ние сме во ситуација во Македонија каде што се бројат затворените фабрики. Ние не сме во ситуација каде што растат платите, платите се намалуваат. Ние не сме веќе во ситуација каде што растат пензиите. Завршено е со растот на пензиите. Ние имаме сега ситуација каде што на пензионерите им се вика нема шанса. Значи ќе смените политиката кон албанскиот електорат, затоа што очигледно ја сгрешивте. Албанскиот електорат според изборните резултати зборувам. Албанскиот електорат во време кога се случи поплава во Шипковица пред година и пол, виде реакција на влада на Република Македонија. Истата вечер премиерот, пола влада, механизација, багери, кипери и така натаму. Во изборната кампања на парламентарните, ви имавте сосема друга реторика. Напагајќи го заед, ги напаѓавте албанците. Во месец јули се случува мала, 10 пати помала поплава во Порој, Заев отиде, се прегрна со Теута Арифи, реакција на државата никаква. Значи, евидентна е разликата. Имаме разлика каде што на албанците кои им беше тешко ова лето, во Сарајево, Кондово, за малце куќи веќе им изгоре. Каде беше реакцијата на владата? Каде беше реакцијата на владата кој имавме епидемија во Симница, во Симница? Добро, да сублимираме. Значи, вие би сакале во иднина да се обрнете внимание на односите што претходно ги нарушивте со албанците, морам да кажам така, употребувајќи една риторика во претходната кампања на парламентарните избори и со оглед на тоа што се појави Груевски налсат, се појави на една косовска телевизија, се гледа дека го менувате курсот и веројатно сте ја сватиле грешката. Признавате ли дека направивте грешка со таквата кампања? ВМРО ДПМН апсолутно подобро треба да комуницира со албанскиот електорат и од тој дел на градење на политички мостови, во дел на подадена рака и комуникација, апсолутно сме отворени не само кон албанците, туку и кон политичките партии на албанците. Затоа што оние патишта кои што ги градевме, тие се патишта за сите, оние проекти кои што ги имавме, се е понуда за сите. Ако имаме сега влада која што не ги зголемува платите, не ги зголемува пензиите, не отвара нови работни места, туку ослободува криминалци кои што утре во тие локални средини ќе ги тероризираат токму албанците,
тогаш тоа е голем проблем. Затоа што внимавајте, СДСМ може за изборни потреби да го ослободи Агим Крсничи и тоа да донесе 100, 200, 300, 500 или 1000 гласови во Сарај или Кондово или пак случајот во Куманово. Но оној момент кога дел од тие луѓе ќе се вратат во тие средини, ќе имаме ситуација каде што под голем прашалник и во голем ризик доаѓа безбедноста на граѓаните. Ние, за жал, Лупевски, имаме ситуација сега. И за албанците, и за македонците, и за сите останати. Во Скопје се зголемува небезбедност. Скопје се врати во 95-97 година. Се палат автомобили, почнува рекет, небезбедност, репетирање на пиштоли. Со моето искуство за истражување на такви работи, обично знаете кога има рекет палење, кога се менуваат улогите на рекетарите. Работеле за едни, па сега работат за други. Имаме ситуација во тоа време се менуваат. Апсолутна небезбедност во главниот град, не само во главниот град. Пауза за реклами, едве чекам да ве прашам за односите внатре во партијата. Едва чекам да одговорам. Ѓорчев, пред да прашувам за партијата, бидејќи во паузата се натегавме за излегувањето на вашите гласачи или не, ако велите дека биле заплашувани, значи дека секој четврти ВМРО-вец или човек што сака да гласа за ВМРО е плашливец, не може да излезе на гласање. Мене повторно ме чуди како може луѓето да не излезат на гласање затоа што се толку многу уплашени. Затоа што директно има закана, директна и конкретно закана, не доаѓа во понеделник на работа, ти си отпуштен. И тоа зборуваме за закана која што кон еден член во семејството е упатено. Значи, тој вели не само што тој не смее да гласа, туку вели немој да гласа мајка ти, немој татко ти да гласа, немој брат ти, жена му да гласа. Непознавајќи го членството на ВМРО и вашите симпатизери кои често оделе на митинзи, протести, не им било проблем да го дигнат својот глас низ годините и слично, ме зачуди тезата дека луѓето може да бидат уплашени до тој степен периодот на гласање. Ама да се извади долги цевки да се отиде во Росуман и во други места да се појде со борни коли. Тоа е што да ви кажам, да се отиде, знаете што, на 70 годишни луѓе во Демир Капија, каде што ВМРО ДПМН победува, да се отиде на 70 годишни криминалци од 30 години со репетирани пиштоли да им отидат, како да се очекува 70 годишен човек заедно со бабата негова да отиде да гласа. Да одиме со сите прашања за односите во партијата. Кога зборувавте на пресконференцијата, како да зборувавте со устата на Груевски, затоа што истите работи ги повторивте. И за цело време на интервјута тука гледам дека многу ви е тешко да бидете само критичен, не кон вас лично, туку за грешките во партијата. Истото го прави лидерот Груевски, многу му е тешко да понесе одговорност. Меѓутоа видовме дека луѓе од вашата партија, ќе го цитирам Антонио Милошевски со неговиот Facebook профил, пред 2 дена напиша: СДСМ со сите притисоци и злоупотреби не доби фер победа, но доби апсолутна одговорност пред граѓаните од државата. ВМРО не изгуби без одговорност, доби шанса да научи лекција, да се поправи за повторно да зајакне и да победи. Ова упатува на тоа дека еве Антонио Милошевски вели дека не изгуби сепак без одговорност. Имавте ли извршен комитет и дискутиравте ли за сето ова? И какви беа дискусиите? Значи, знаеш што, господин Лупевска, да ви кажеме да понесе одговорност? Значи, тој што не знае да губи, не може да победува. Така е и во спортот, така и во фудбалот, така и во кошарката, така и во политиката. Значи, има победи и порази. И ворете, после 11 години да се загубат избори, боже мој, тоа е тоа. ВМРО ДПМН која дојде на власт 2006 година, Романо Проди беше уште председател на Европска комисија, мислам дека Габриел Батистута уште играше фудбал. Значи, 11 години и 11 голем број на кризи, проблеми во државата и така натаму и така натаму. Значи, тоа не е лесна работа. Друга работа, ние имаме 10 победи поред, победи чисти и констатирани јавни во однос на Социјалдемократскиот сојуз. Така што во тој дел природно е и нормално е и не е нешто страшно да се изгубат избори. Но проблемот е што со ова насилство кое што се случи во Македонија. Не, ја сега ве прашам, дали имавте состанок на извршниот комитет и дали разговаравте во насока дека луѓето во партијата, некои луѓе во партијата, раководството на партијата, оние што учествувале во организирање на изборите, некои барем треба да понесе одговорност или имавте ли само критичност во тие говори? Главна тема на извршниот комитет кој што го имавме беа нерегуларностите. Зашто? Затоа што најголем број, не знам, 90% од членовите на извршен комитет беа распределени по кутии. Че беа распределени по кутии, по избирачки места, јавев на избирачки места. И сега, кога се враќаш од терен, кога самиот го гледаш тоа,
кога 10 работи ќе чуеш, кога 5 работи ќе се случат пред очи, кога ќе видиш полиција како легитимира, како приведува луѓе, кога ќе видиш дека член... Добро, Ѓурчев, никој на состанокот не кажа добро бе луѓе. Имавме и погрешни кандидати. Имавме градоначалници кои имаат амбиции за трет или за четврт мандат. Имаме на терен пропусти во организирањето на изборите. Не одевме на дебати. Имавме лоша пиар стратегија. Вие сега пред 20 минути дел од овие работи и ги кажавте. Сите овие работи ги кажав, не дел, сите ги кажав. И сега никој не се одважи на состанок да ги каже и да ги повтори овие работи, дека и ВМРО, ДПМН направиле грешки и дека треба нешто да се поправи во партијата. Апсолутно. Или сите доаѓале кажувале за изборни нерегуларности. За дел од кандидатите. За дел од кандидатите апсолутно имавме и грешки и граѓаните преку нивното гласање тоа го кажаа. Ги казни. И не е спорно, ги казнија, не ги гласа, едноставно рекоа виделе поголема можност во гласот на СДСМ, виделе подобра програма, виделе личност која што е попопуларна, боже мој, ќе си ја подадеме раката и таму каде што сме загубиле ќе честитаме. Но како да честитаме ние? Ама сега вратете се на тоа што ве прашувам. Јас ве прашувам дали по овој пораз секоја партија низ историјата на политиката се случувало да се свикат состаноци, па да се свикаат и конгреси и да се оцени чија е одговорноста за губењето на изборите. Очигледно во ВМРО ДПМН тоа ритко се случувало. Прилогот вие го пропуштивте затоа што задоснивте, каде што ние кажавме дека најголемите потреси на ВМРО ДПМН се случуваа кога фракции излегуваа од оваа партија, неколку партии, Лјупчо Ѓоргиевски замина од функцијата дојде, Груевски се направија неколку ВМРО, една ВМРО, друга ВМРО, трета, меѓутоа низ овие години од 2006 особено до сега немало реформи во партијата. Реформите во извршните комитети се случувале заради други работи, заради пријави на ваши членови на извршните комитети и соочување со судски процеси заради бомби и слично. Дали се одважија, барем некои луѓе, па дури и Антонија, овај успех да се каже дека ВМРО не изгуби без одговорност. Значи, дали воопшто сте свесни дека имате некаква одговорност? Апсолутно. Значи, знаете што, во ВМРО ДПМН има и самокритика. Во ВМРО ДПМН сме свесни дека имаме и ветувања кои што не сме ги реализирале. Свесни сме дека во дел од општините имаме едноставно ситуација во која што ете дошло време да загубиме. Ние сме подготвени да подадеме раката таму каде што поразот е голем, убедлив и без приговори. Можам ако сакате и да ви набрам неколку општини од тие. Не, само сакам да ве прашам дали вие внатре во партијата како членови на извршното ќе речете дека некој треба да се поднесе оставка од членовите. Некој што ги организирал изборите или што управувал со избирачкиот штаб треба да се понесе одговорноста и тој можеби дека треба да се повлече. А ако на табла ги ставите сите овие резултати што претходно ги наброевте, ќе ги видите огромните разлики и губењето на гласови. Јас сега не ве прашувам да ми кажувате кај имало нерегуларности, ве прашувам. Не можам да ви кажам и каде сме реално поразени. Не, дали вие внатре ќе направите нешто да смените членови на избирачкиот комитет, да свикате конгрес можеби, па можеби да изберете нов лидер. Дали воопшто се дискутира за такво нешто? Господи Лупевска, да ви кажам. Ама сега да ми одговорите за во партијата, а не за изборните нерегуларности. Колку време имам за одговор без прекинување? Нема да ве прекинувам ако ми одговорите на прашањето. Имам 30 секунди. Имате секако. Добро. Ама без прекинување. Добро. Значи, вака, господи Лупевска. Прво, констатиравме дека се работи за тесна трка во која што ние сме изгубиле со 70.000 разлика. Вашата теза, која што вие го парафразиравте заев, рековте дека можно е да ни се украдени 30-40.000 гласови. Во тесна трка, тоа значи дека ќе беше разликата околу 30.000 гласови. Значи не е ова пораз на ВМРО ДПМН како поразот на Радмила Шекеринска 2008 година, каде што она изгуби 480.000 гласа наспроти 217.000 гласови. Значи сега сум губил по 260.000 разлика. Јас сум видел ситуација каде што ние 2002 на 15 септември негде од Бранко Црвенковски, ние бевме поразени со 200.000 гласови. Ние бевме поражени 498.000 наспроти 312 или 314.000 гласови. Бевме поразени со 200.000 разлика. Па бевме победоносни. Значи, она што го имаме како сега ситуација во Република Македонија, тоа е дека ВМРО ДПМН ќе се врати, да, пораката е примена, да, апсолутно граѓаните сакаат нешто, особено во одреден број на општини, во одредени средини, сакаат да ни кажат дека можеби имаат дел од нив низневерени очекувања, можеби се разочарале во некои кадровски решенја, во некои политики, или едноставно не се испорачало тоа што тие мислеле дека треба да бидат направено, и таа порака од граѓаните апсолутно е добиена. Истовремено, истите тие граѓани
во тие средини и во тие општини кои што сега во поголем дел гласале за СДСМ за многу брзо време, за 6 месеци од сега, и тоа како ќе бидат разочарани од владата на СДСМ. Зошто? Затоа што само да ве прашам, дали значи дека добро, ви сте доволно простор сега да не идеме на други теми. 45 секунди. Сакав да ве прашам, дали ќе настанат процеси на реформи во ВМРО ДПМН? Значи, кога ги спомнавте овие изборни резултати каде што сте губиле, вашата партија била свесна за тоа и направила промени. За разлика од вашата самоувереност и безгрешност што ја диктирате сега. Дали ќе уследат реформи во партијата? Никој не е безгрешен освен. Значи дали сега ќе уследат реформи? Значи, господја Лупевска, ова сакав да ја кажам. Оној кој што најдобро ќе ги потсети граѓаните за оно што се случува во Република Македонија ова актуелна влада. Значи, ние имаме масовно ветување на граѓаните во секоја втора куќа во Македонија. Не, сега ве прашам за ВМРО ДПМН, ви ми одговарате за СДСМ. Дали во ВМРО ДПМН има најава и можност да настанат реформи со избирање на нови членови на извршниот комитет и со организирање можеби на конгрес? Прво и основно, значи апсолутно ние сме подготвени за самокритика, ја имаме таа самокритика, ја примаме таа самокритика и свесни сме дека после 10 изборни победи имаме една тесна победа на СДСМ која што е направена во најнерегуларните избори. Дали ВМРО ДПМН ќе закаже конгрес за избор на можеби нов лидер? Еве сега се поконкретни. Тоа е одлука на Централниот комитет. Дали нешто такво има воопшто навестување дека може да се случи? Како ќе одлучи Централниот комитет, тоа е нивна одлука. Значи Централниот комитет на ВМРО ДПМН е највисоко тело помеѓу два конгреси и Централниот комитет ги носи одлуките. Дали има иницијатива за такво нешто? Дали има иницијатива за такво нешто досега? Дали има иницијатива за такво нешто? Но, членовите на Централниот комитет на ВМРО ДПМН најмногу, и ова, значи ова на дневна основа се случува. Најмногу се фокусирани на оно што се нарекува репресија и хајка на СДСМ. Значи дека вие нема да направите реформи воопшто и вие не сте свесни дека во партијата треба да се случат реформи. Значи ВМРО ДПМН треба да се представи подобро пред граѓаните на Република Македонија. Ние треба да имаме само. А и самите кажавте дека имавме градоначалници кои очигледно луѓето не ги сака. Еве од таму да тргнеме. Не помина, тоа е тоа. Од таму да тргнеме. Значи има луѓе кои не поминуваат веќе од вашата партија. Во ред тогаш на идните избори нема да бидат кандидати. Има луѓе, можеби и во врвот во партијата, кои веќе не поминуваат. Добро. Што ако пак и лидерот не поминува веќе? Треба, значи, Груевски во врска со тоа излезе на пресконференција, кажа тоа што имаше да го кажа, цела јавност го виде и тоа е тоа кое што беше упатено како порака. Значи, видете, мојата интенција е, јас не сум таа или медиумите што ќе менуваат лидери во партија или слично. Мене ме интересира какви се демократските процеси во вашата партија. Колку ВМРО ДПМН созреале луѓето внатре, се свесни за промените и се свесни дека нешто ново треба да направат. Затоа што колку и да велиме дека се појавија реформатори кои што вие не ги признавате, се некоја фракција или не се и слично, сепак и тие отворено говорат за тоа дека ВМРО ДПМН треба да се реформира. Тие не излегуваат нова партија да прават како што беше примерот 2001, 2002, 2003. Тие велат дека внатре во ВМРО ДПМН треба да се направат реформи, почнувајќи од лидерот. Значи, обично, оние партии кои што решиле да го напуштат ВМРО ДПМН завршуваат неуспешно. Тие не го напуштаат, него велат внатре треба процесот да се направи. Околу 15 партии кои што произлегли од ВМРО ДПМН и обично исходот бил онаков каков што бил, значи уште од 90-91 година до пред некоја година. Така што оној кој што ќе влезе во тоа да отиде против ВМРО ДПМН да направи посебен политички субјекти така натаму, тоа не завршува обично и членството нели се приклонува кон она што значи континуитет на ВМРО ДПМН и историското ВМРО, кое што како супстанца која што не се губи веќе го имаме 124 години. Значи во тие 124 дали години. Дали луѓе од внатре доколку побараат реформи ќе бидат ислушани и ќе се случат реформи? И во тие 124 години, во овие 27 години се имале многу победи, многу порази, сме имале многу станувања, сме имале многу паѓања, така ќе биде овој пат. Значи, за нас опозиција не е ништо ново. Ние сме биле во опозиција, јас се сеќавам 95-та, 6-та, 7-та година, победивме 98 година. Немавме ни еден пратеник. Се сеќавам на период 2003-та, 4-та, 5-та година. Имавме 5 пратеници, од 20 на градоначалници, победивме 2006 година. Така ќе биде овој пат. Значи, мислам дека разочарувањето на граѓаните од оваа влада која што на СДСМ која што прилично многу ги има зголемено очекувањата, ќе биде право пропорционално со очекувањата. Сега граѓаните имаат огромни очекувања, а на дневна основа се соочуваат со разочарувањата кои што евидентно
се случува. Ѓорчев, ќе ве вратам повторно на она што го напиша Антонио Милошовски, кој очигледно дека вели дека треба да има одговорност, а вие зборувате поинаку. Значи ли тоа дека сепак во ВМРО ДПМН има разлики во мислењата на членовите на извршниот, па можеби на централниот? Како ми личите како да сте вие некоја продолжена рака на Никола Груевски и застапник цврсто на неговите идеи, неговите говори, неговите зборови и слично, а за разлика од вас има членови кои што размислуваат поинаку. Ова ве прашувам дека доколку хипотетички навистина се случи еден процес на промени, дали би можело да очекуваме дека кандидати за лидер би биле луѓе од една страна, луѓе како Антонио Милошевски или некои други стари членови и вие можеби како наследник на Груевски. Ова ми дава за право да го зборувам со оглед на вашите, не велам различни ставови, меѓутоа навидум разлики во размислувањето околу одговорност. Значи, господја Лупевска, сите без исклучок членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, аналогно на тоа исто така и централниот комитет, се апсолутно разочарани од овој избирачки процес кој што го имавме во Македонија. Прашите било кој член на ИК на ВМРО ДПМН ќе ви каже дека се ова и најнасилните избори кои што ги имавме 27 години и дека сега прашувам дали се разочарани ние пред 3 дена имавме избор на кражба и уште една работа. Јас ве прашувам за односите во ВМРО ДПМН и се договоривме дека по рекламите ќе разговараме за тоа. Уште една работа ви кажам. Значи јас сега ве прашувам конкретно за односите во ВМРО ДПМН. На парламентарни избори ние немаме пораст од СДСМ. Ние на парламентарни избори кои што беа во тешки околности со 2 години криза и се. Ако не одговарате на прашањата во однос на односите во партијата, од 20.000 разлика. Дали ви е страв да одговорите на овие прашања? Дали ви е страв да одговорите на прашањата поврзани со лидерот? Не е наш проблем што СДСМ. Дали ви е страв да одговорите на прашања поврзани со реформи во партијата? Значи, партијата апсолутно има различни мислења. Колку луѓе толку табиети, колку луѓе толку мислења, колку луѓе толку интерпретации. Значи, ние гледаме дека во одреден број на општини нашите кандидати не помина, луѓето не гласаа за нас, не изгласаа на доарба, боже мој, ништо ново. Значи, ништо така и во Европа и во светот и откако е светот и векот. Но истовремено, ние имаме после 27 години регресирање на Добро, и за крај, со оглед на тоа што зајав на најави проширување на коалицијата, веќе пред изборите, мислам или во двата изборна круга, помина Саздовски од Гром како независен пратеник, со тоа ви го осипа бројот на пратеници. Очекувате ли дел од вашите коалициони партнери да заминат на другата страна под назнаката независни? И сега тука може да бидат од социјалистичка партија, од друга партија и слично. Знаете што, господи Лупевска, значи ние можеме до задутре да зборуваме за византијска политика и нормално тоа е интересно, луѓето сакаат да дискутираат, нели, кој што на кого како му каже. Главниот проблем на оваа држава е што нема нови фабрики. Главниот проблем на оваа држава. Добре, јас ве прашав за Саздовски. Тој си замина како независен пратеник, а беше во вашата коалиција. Ама знаете ли што е димната? Еве сега ќе ви кажам, димната да го следат димната завеса. Други пратеници од вашата пратенички групи, не пратеничка група, и да преминат на другата страна под назнаката независен. Димната завеса. Што е поважно за Македонија? Дали што Саздовски сменил страна или тоа што сега во понеделник пред 2 дена, само во еден ден, имаме заложување на Македонија 71 милион евра. 71 милион евра, знаете што значи за овој народ? Тоа е 35 евра по човек. 35 евра по човек. Може да ви дадат најдобри оценки тие што ве подготвува како да настапува. Сега ќе ви кажам. Меѓутоа ве молам да ми одговорите на прашањето. Дали очекувате ваши пратеници да заминат под назнаката независен како што тоа го направи Саздовски? И со тоа да го намалат бројот на вашите пратеници во парламентот? Пратеничката група на ВМРО ДПМН е апсолутно насочена кон опонирање на политиките, каде што Македонија само во понеделник се задолжува за 71 милион евра, што значи 2000 денари под секој човек во Македонија, секој што не гледа. Секој што не гледа, само во понеделникот беше задолжен да враќа 2000 денари со камата за 4-членото семејство. Само во понеделникот фактурата е 8000 денари по семејство кои што треба да се враќаат по камата. Значи тоа е дали ми одговарањето на ова мое прашање во однос на можноста пратеници од вашите
парламентарни групи да заминат под назнаката независна на другата страна, упатува на тоа дека да, вие се плашите дека тоа ќе се случи. Не ми одговарате на прашањето затоа што такво нешто веќе се случува. И веќе имате сознание за такво нешто. Има обединетост и кохезија. ВМРО ќе го поминал, значи господја Лупевска, не е ништо ново ВМРО ДПМНЕ да биде во опозиција. Ние имаме ситуација каде што сега во секоја втора куќа во Македонија лично од СДСМ е ветено вработување. Лично ветени се инвалидски пензии. Значи ја пак ќе ве вратам на истото. Еден куп. Не одговарањето на моите прашања упатува на тоа дека вие сте свесни дека таков процес постои и дека е можно луѓе пратеници од коалиционите партнери да преминат на другата страна. Очигледно затоа што вие знаете, Ѓорчев, кога нешто знаете, вие многу добро одговарате и го повторувате по 3 пати. Овој пат не сакате ниту да ми одговорите на прашањето. Тоа се еден куп дадени ветувања кои што сега да, нема намера да ги реализира. Значи дека постои таков процес на преминување на пратеници од вашата политичка партија, односно група и коалиција на другата страна? Не, мислам дека во моментов имаме ситуација каде што партија која што е во влада кажува недоверба на Зоран Заев и на СДСМ. Ние имаме министар кој што тука, министар во влада Таравари, така? Меѓутоа не излегуваат од коалиција, остануваат во коалиција. Да, ама тој вели немам доверба во премиерот. Како ќе гласа во парламент ќе видиме, меѓутоа не излегува од коалицијата и бројката математички ја има Заев. Да, ама ние може да го приклучи и ДП па да ја зголеми бројката, може да ви земе и други како Саздовски па уште повеќе да ја стабилизира својата коалиција. Пред година дена знаете ние колкава коалиција имавме? 82. Значи, ние имавме 82 пратеници од 120. Прашање сега колку имате? Сега. Ќе победиме повторно. Не зборувам во парламентот додека се случат тие нови избори. Ние имаме 50 пратеници и ние сме се уште најбројната политичка партија. СДСМ чисто како СДСМ, знаете колку пратеници има. Верувате дека ќе останете со таа бројка? Прилично ранлива бројка. СДСМ чисто како нивни пратеници има 33. Значи СДСМ во оваа фрагилна коалиција ќе има и тоа каков проблем да ги елементира потребите и барањата и на коалиционите партнери, и на своето членство, но и на неопределените граѓани кои што очекуваат економски резултат, а кои што го нема. Нема никаков економски резултат. Тоа е главниот проблем на владата. Ќе видиме деновиве што ќе се случува. Дали ќе останат тие 50 пратеници на столчињата на вашата страна или ќе преминат на друга страна. Ви благодарам што дојдовте на ова интервју, имаше многу натегања. Меѓутоа се надевам дека гледачите сепак се задоволни од целава оваа дискусија и дека одговоривте на моите прашања или се задоволни со одговорите. Ви благодарам што вашава понуда ја прифатив од прва, така мислам дека имавме добар разговор. Голем поздрав до вас лично и до вашите гледачи. Се надевам дека во иднина ќе се одважите поконкретно да одговарате на прашањата. Кога се однесува на критика на вашата партија. Но и да имаме можност да го критикуваме СДСМ, затоа што на Македонија вие цело време го критикувате, ама ВМРО никако да направите само критика. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Се негово. Поздрав. Ви благодарам за вниманието. Продолжуваме со програмите на Телма. Гледајте го Инсайдер.